Дозволете ми на почеток да ве поздравам на оваа вечер која е представување на една книга, а не знам веќе која поред во едицијата книги кои Фондацијата Отворено општество Македонија ги објавува. Тоа се некомерцијални изданија и тие се бесплатни. Фондацијата не е профитна организација и таа не може да продава книги, а од друга страна таа дејност сметаме дека е исклучително важна, зашто живееме во време во кое книгите ни се чинат дека се исклучително важни, особено оние книги за кои некои посакуваат да ги запалат. Овде во предговорот на книгава ќе најдете еден податок кој мене не ми беше познат, дури не го читав преводот, а тоа е дека и оваа книга се обидувале да ја палат, како што вели авторот на предговорот за коравените енверисти. Но она што е најважно ми се чини е тоа дека оваа книга можеме да ја сметаме за почеток на еден проект кој јас работно го викам диктатори стари, диктатори нови, од фашизмот, комунизмот па до популизмот. Значи, оваа книга отвора една низа, идни преводи. Ние би сакале да избегнуваме ситуација кога за некој диктатор пишува некој однадвор. Би сакале да ги наоѓаме оние книги во кои сограѓаните, некој од сограѓаните пишува за диктаторот од неговата земја. И овде имаме една исклучителна чест. Јас се надевам дека кога ќе го промовираме тој проект, со некаква тркалезна маса, Бленди Февзију ќе биде наш гостин овде. И тогаш ќе можеме со него да разговараме на рамна нога, во смисла дека сите ние тогаш се надевам ќе ја имаме прочитано книгата. Се работи за, ми се чини, за еден потфат кој за чија сериозност може да сведочи листата на благодарности кои ги искажува авторот на оваа книга, кој инаку, патем биде речено, исклучително популарен и уважуван новинар во Албанија. Тој ја води, ако не ме лаже информацијата што имам, исклучително популарната емисија, политичка емисија Опиниони на телевизија Клан. Мерцел, исправи ме ако грешам. Во својата благодарница Бленди Февзију им се заблагодарува на Исмаил Кадаре, нема потреба да кажувам кој е, на директорот на Националната библиотека Аурел Плясари, кој не само што е директор на Националната библиотека, туку спред она што го знам и што сум го читал, се работи за еден исклучително угледен интелектуалец, кој ми се чини дека во времето на енверизмот живеел во Виена, кој му помогнал во редактурата на завршниот текст, на директорката на Централниот државен архив Невила Ника, како и на бившиот директор на архивот на Министерството за внатрешни работи Кастриот Дервиши, кои ми помогнаа со документи и со своите забелешки. Има една интересна работа со оваа книга. Можете да ја читате од почеток, а можете да ја читате и од крајот. Во последниот дел од книгата има една низа фотографии. Последните две фотографии се направени на ударот на Енвер Хоџа, значи тој веќе мртов. Истовремено, ако се вратите на почетокот на книгата и го прескокнете предговорот, ќе дојдете на првата глава која се вика Смртта тропа наврата. И нема да одолеам да не прочитам два пасуси. Затоа што тие говорат многу и за самата тема, меѓутоа и за, би рекол, квалитетите писателски на авторот,
кој очигледно спаѓа во една категорија на врвни публицисти. Вели вака. Енвер Хоџа, лидерот кој раководеше со Албанија, 41 година, ова е 1985 година, 3 дена пред смртта. Кој раководеше со Албанија 41 година, колку што знам, единствено Ким Ил Сунг владел подолго од Енвер Хоџа, говорам за комунистичкиот свет, го доживува врвот на своето владење. Никогаш во текот на тие години не бил толку моќен колку тие денови, никогаш за време на тие децении не бил физички толку истоштен. Немоќен да шета низ дворот на својата куќа, низ дворот на таа зграда во внатрешноста на блокот или забранетиот град, и така е познат, и така сум го видел 78 година. Каде што живееше од ноември 1944 година, тој се движи седнат во количка. Тука живее од денот кога начело на партизанските сили влезе во Тирана со својата влада. Една од причините зашто ова сакам да го прочитам покрај темата и тоа да добиеме малку чувство за квалитетот на преводот што го направи Ким Мехмети. Тој е блед како мртовец, со неисчешлана и неподстрижена коса, која овде онде му се крева од подцрната беретка. Смртта му се наближува и се чини дека тој го чувствува незиното присуство. Нема сомнеш дека тој е свесен за тоа. Режимот што го изгради и обожавањето што го наметна не можат да го оттргнат од незините преградки. Смртта е единственото нешто што тој не може да го победи. Но тој не е ни првиот ни последниот. Комунистичката омраза кон смртта е монументална. Таа е единствената што не им се покорува на законите на комунизмот, таа е единствената што не прави разлика меѓу комунизмот и капитализмот, единствената која, како што вели Малапарте, прави Сталин, Черчил и Рузвелт да имаат ист крај. Ѕидовите на гробницата во која ќе почиваат. Дали Хоџа го прочитал Малапарте? Дали знае дека неговата митска моќ, таа што му овозможи да го контролира животот на еден народ од 3,5 милиони луѓе, сега нема никакво значење и дека смртта нема никаква почит кон него. Таа е единствената што не му се подчинува, единствената што не може да ја затвори во некој од ќелиите на 39 затвори, што ги подигна низ Албанија, или да ја интернира во некој од 70 кампови, каде што го минуваат мачниот изолиран живот, оние за кои тој веруваше дека се негови противници. Смртта се надвиснала над него, сега таа му се приближила, повеќе од кога и да е порано. Несомнено, кој да ги види овие никогаш не прикажани снимки, инстинктивно, барем еднаш би го поставил љубопитно прашањето што мислел тој во тие мигови. И добро, тука би запрел со овој пасос и би се надоврзал со уште еден кој е резиме на постигнувањата на Енвер Хоџа, тој е на следната страна. Албанија е целосно изолирана, таа е на трето место по сиромаштија во светот, поради хиперколективизацијата земјата живее во екстремна немаштија. Политичката каста, одсечена од реалноста, е немоćна да стори што и да е. Скоро сите челници на политичкото биро се без завршено високо образование. Ова просто ми дзуни вака со собствената актуелност. Но Мерцел мислам дека повеќе ќе говори на таа тема. Скоро сите челници на политичкото биро се без завршено високо образование. Шо ме тера да го читам втор пат ова? Чиниш само колку да се запази една чудна традиција на Комунистичката партија на Албанија, чии челници од 1941 година никогаш не беа доволно образовани. И самиот Енвер Хоџа нема никаква диплома. Чуден рекорд што не можеше да се најде во ниедна друга земја. Ваквите околности за него немаат никакво значење. Тој не живее за иднината, туку за минатото. За времето за кое верува дека представува негова епоха, а од која заминува седнат на инвалидска количка, налик на полумртовец, но помоćен и порепресивен од кога и да е порано. Заминува, оставајќи зад себе празнина и две трагични прашања.
Кој беше ликот што доминираше во текот на половина од времето на постоењето на албанската држава? Што го вдахнуваше и која беше филозофијата што го издигна на рамништето на најпознат диктатор во светот и човек кој целосно ја изолира својата земја? Тој замина отстапувајќи го местото на една друга верзија за човекот кого смртта го повикува во своето царство тогаш кога беше најмоćен, тоа пладне на 8 април 1985 година. Има во тој систем кој многу интересно, де факто Енвер Хоџа почнал да го чисти кругот околу себе побрано од колку Сталин, по возраст и по стаж колку време бил на власт. Енвер тоа го почнал де факто уште пред да ги преземе сите конци врака. На Сталин му требало време за тоа. Енвер е веројатно најбрзиот во таа смисла ликвидатор, чистач на сопствената околина. Он прави се за направи свој споменик. Прво ги чисти тие што го знаат од поранешни времиња, односно оние кои се чудат од кај падна овој сега. Второ, нема, колку што ја знам, може би вие знаете, друг диктатор кој напишал толку страници, односно томови книги, во кои го градел собствениот споменик, за кој веројатно мислел дека ќе се надпреварува со вечноста. Значи, он бил како што фараоните ги граделе своите пирамиди, дури биле живи, за да си обезбедат вечност. Енвер тоа истото го правил практично, он ги изградил пирамиди, на крај тоа стигнува до буквалност.